се во тек најавената акција од страна на хумани граѓани. Да се надеваме дека ќе ја погодиме точната локација која ни ја испратија луѓе кои се таму. Како што претходно имавме објавено, знаете дека се работи за 12 годишно дете кое читатко е на операција. Хуманите луѓе проценија дека е гревата малиот Јован да биде оставен во состојба каква што е, и затоа решија денес да организираат акција за чистење на куќата и што друго се работи ќе видиме на лице место. Ова сега е село Полето. Оному каде што завршува патот треба да скршнеме лево. Мислам дека е истиот пат кај што момците од ендуро пред некоја недела носеа помош за неколку члено семејство. Од овде и Делчево е забележливо. Пишува дека 2,7 км до домот на семејството, каде се наоѓаат екипите кои денес решија да помогнат. Спортите лево за на 250 метри, мислам дека се ближиме.
Овде има еден пат. Најверојатно е натука. Значи ова е негде во близина на лешниковите насади на Чичкославе. Црквенец. Сега каде точно ќе видиме. Патот тука гледате е малку повеќе проблематичен. Мислам, се вози со автомобил, но во вакви врнежливи услови може да биде проблем за некои возила кои се пониски. Предпоставувам дека би имало куќи надолу уште оти. Што има пат, мора да има и куќи. Мислам дека е тука. Еве, на лице место сме. И ова помага, но значи на лице место има денес екипа која помага. Денес не со она што не е потребно да се среди ова соба, мора најпрвен да се изнесе непотребното, па да се среди. Еве, и Јован видов се дека самиот помага. Ситуацијата е каква што ја гледате на видеото. Тука ќе се работи. Дајте дровите, ставите се свечат за грејање. Во интерес на луѓето кои помагаат, не сакаат тоа да биде фалба, нема да земаме изјави, но веќе доловиме дека сепак се работи на лице место и сите се сожелба да помогнат. Као краток престој овде во Ветрен, меѓутоа сепак се работи за малолетно дете, не сакавме да ги замараме со изјави они кои помагаат. Тие помагаат затоа што се хумани и немаат потреба од медиумска експонирање, така е, но добро е што имавме можност да видиме за сите кои сакаат да дознаат нешто повеќе, како изгледа овде во рамки на денешната акција, каква е атмосферата. Тоа ни беше целта да доловиме, а сите оние кои што сакате нешто да помогнете плюс, над ова видео има текст
на фан страната на Делчо 365, прочитајте го, видете кој е лице одговорно за контакт и вашата хумана страна со она што сакате да придонесете, може таму да го пренесете, да го кажете, да го соопштите и сигурен сум дека тоа ќе биде на задоволство на самите учесници во акцијата, на самиот Јован кој видовте како помагаше. Па и лично за вас ќе биде едно убаво чувство кога направите некоја добрина, да се чувствувате подобро. Сите така се чувствуваме кога некој сме помогнали. Не мора за тоа да се знае, меѓутоа да се оствари контактот е најважно со луѓето кои веќе се тука и за Јован да се најде решение во смисло неговиот татко една операција да се среди состојбата пред се. Местото за живење да биде поуредено еве сега со оваа акција и натаму да биде се окей. Да има живот како едно нормално дете. Да не кажеме нешто што не треба сега во зборување. Тоа е тоа што сакавме да го доловиме. Па натаму секој може да си процени што треба да направи во рамките на неговите можности, надлежности и така натаму. Сега се враќаме нормално по истиот пат. Овде Црквенец. Црквенец не е село во Делчево, тоа е дел од селото Ветрен. Минуваме низ еден убав предел, сега се уште зима се. Влажни се и нивите и патиштата, но кога ќе се запролети овде е навистина еден убав пролетен рај кој треба да се види ето онака понекогаш и со прошетка со велосипед или некој друго превозно средство. Ни ослободија простор да може да поминеме и да се движиме кон назад. Еве поглед и кон Делчево, магливо Делчево денес времето. Облачно со сончеви периоди. Сега кај некој автоперална и потоа да се вратиме, а јас ви благодарам што не следевте. На YouTube каналот ќе продолжиме со некои вакви кратки 10-минутни репортажи со нешто што ќе биде интересно за јавноста. Од овој крај, во овој случај да се помогне, еве со апел повторно. Поздрав!